Поимот стартапизација се појави веројатно пред околу 3 децении со појавите на првите компании стартап во Америка, препознатливи денеска, со денешните научни имиња кои така и започнаа. И се разбира тој бран, видите, само за околу 2 децении за доснување почнува да стигнува и во Македонија. Стартап заедницата во Македонија и квантитативно и квалитативно бележи пораст. Таа е практично својден рекрутен центар за новите млади надежни истражувачи, за развојот на иновативноста и што е најважно за неопходното поврзување на студиите и производството. Минатата недела, можеби пред 2 недели, се одржа една конференција околу стартап предприемаштвото и на неа забележав преку менаџер и капитал искажување на мојот денешен гостин професор Владимир Трајковиќ, професор на Финки, еден од прогласен за најдобар научен работник или научник 2017 година науки, и тој е гостин во студиото. Професор, ви благодарам и ќе почнем под импресија на денешната вест, која на одреден начин за мене може би звучи сензационална, а за општата јавност поради оваа вакцинизација звучи дека во тој правец одиме. Алан Чип вели успешен му е проектот за чипирање на луѓето и поставување на чипови за невролошките реакции. И тој експеримент преку неговите мајмуни наводно бил успешен. Што тоа значи? Можете да ми објасните, ние ќе станеме вистина зависници на компјутерската анимација? Добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи. Како да ви кажам, секогаш е добро да се размислува големо, така да се размислува и да се поставуваат големи цели. А јас, за да ви дам по-илустративен и појасен одговор, ќе ве вратам малку во минатото. Не знам какви биле реакциите кога се појавила телевизијата и радиото. Предпоставувам дека тоа било окарактеризирано како у духови сега доаѓаат од некаде, од далечина се појавуваат и прават некакви мистериозни дејанија кои што влијаат на нашиот секојдневен живот, наместо ние да си ги правиме активностите кои што биле актуелни во тоа време. И сега, ако па гледаме историски како тоа се развива, како се развиваат медиумите, денеска да, сме зависни од тие медиуми, тие влијаат како нас не се одвива секојдневниот живот. Мислам дека огромен дел од популацијата, поготово помладата, е врзана за нивните мобилни телефони и напливот на информации што добива таму. Во таа смисла, и ова што сега се најавува прво, најверојатно ќе се трансформира, а нема да биде баш како што ние го замислуваме, но после некој век или некој десетлетие, кој знае, може би тоа ќе биде дел од еволуцијата на човештвото. Се разбира, тоа е тема која треба пред се и меѓу другото и експертите невролошки медицинарски, но и е атрактивна за размислување. Тие секогаш размислуваат 2 до 3 децении пред нас, а некогаш и пред, речиси, 1 век. Податоците од најновиот извештај на Светскиот економски форум најавуваат дека работните места ќе бидат многу различни во наредните десетина години и се смета дека дури 50% од работните места ќе бидат заменети со автоматизација. Плюс во целата оваа перцепција на така наречената вештачка интелигенција и така натаму. Доаѓа ли време за новите иновативни бизниси врз основа на кои вие како универзитет, иновативните луѓе како стартап заедница треба да создадат нова вредност и нови перспективи? Јас мислам дека тоа време од секогаш постоело. Без нови вредности човештвото не може да се развива. Прашање е сега кои се тие нови вредности. Дали развојот на вештачката интелигенција, развојот и зголемената автоматизација на процесите бара универзитетите да се менуваат, да. Тоа е сигурно така. Сега, на каков начин треба да се менуваат универзитетите? Јас би рекол не само универзитетите, би рекол и образованието. Мора да бидат
подложни на критичко размислување. Јас мислам дека уште од основно образование децата треба да се стимулираат да поставуваат прашања и да бидат што е можно повеќе љубопитни и кој да е факт критички да го размислуваат, отколку да се учат да повторуваат факти. Знам дека сите зборуваат дека постојат реформи кои што се наменети токму за тоа, но некако јас во дело не ги гледам, јас ги консумирам продуктите на тој образовен процес кој ќе дојдат на факултета. Некој вела дека мојот факултет е еден од најелитните во Македонија и верувајте, јас не гледам дека има многу студенти кои што се спремни критички да размислуваат и да анализираат. Оно што гледам се студенти кои што се лесно подложни на замката, на дезинформациите, на лажните вести. Зошто? Заради тоа што тие дезинформации, тие лажни вести се обично скриени со некаков конфликт. Нешто ќе се случи, ама како што вие прикажавте приказната со Елен Маск, нели? Еве ќе имаме некаков напредок, ама тој нешто ќе направи. За жал науката, образованието, барем до сега нема таква обланда, не е свакувано во таква обланда и е прилично помалку интересна од начинот на кој што се раскажуваат дезинформациите. Има два случаи што јас сум ги регистрирал професионално. Едната беше околу дигитализацијата на наставата во услови на ковид. Дел од екипата на Финки тоа го направи, односно пренесе некои програми кои веќе постоеа за дигитализирање. И второто околу работата на ДИК, што е една група на професори и стручни соработници од Финки на времето е направил програмата, па беа избркани, па се вратени и така натаму. Но тоа е странична, маргиналија. Она што сакам да ја прашам, дали доаѓа времето, дали ние имаме општествена свест и подготовка, што значи дигитализацијата во процес на поврзување, во процес на едукација, промена на општествена свест и промена на структурата на економскиот и политичкиот развој. Многу комплексно прашање, не знам колку време имаме, ама еве на кратко, дигитализацијата не е ништо друго туку канал за комуникација. Еве така да пробаме да го објасниме. И сега замислете дека одеднаш ви се отвара сосема нов начин да комуницирате во рамките на своите бизнеси, во рамките на своите институции, со консументите на вашиот продукт, со консументите на вашиот производ, со вашите крајни корисници. Тоа отвара океан на нови можности и океан на можности за подобрување на ефикасноста на процесот. И тоа треба некако да се искористи и прилагоди на потребите, на која да е гранка во која што се дигитализира во момент. И ние каскаме. Добро. Ќе се вратиме на нешто за што вие отварате канали према своите меѓународни конекции. Финки има во просек околу 1000 се запишува годишно време. Во мое време тоа беше перформанс на правниот факултет која по 2000 луѓе студиравме. Дали е тоа предизвикот на новото време, младите го сваќа, или ова општ амбиент дека програмерите се најплатените луѓе во Македонија и дека тоа е професија која носи некаков социјална сигурност? Претпоставам дека е помалку од двете, ама морам да го надополнам фактот што вие го кажете. Да, се запишуваат отприлike 1000 студенти, меѓутоа дипломираат само 300 или помалку од 300 студенти од тие 1000 што се запишале. Што значи, ние прво имаме прилично голем филтер кој што обезбедува тие што ќе го завршат факултетот да добијат диплома која што ќе биде некаков сертификат на знаење и очигледно дека бизнес заедницата во Македонија па и пошироко во светот тоа го признава и се рефлектира во нивните лични примања. Тоа е една работа. А втора работа, ние како факултет имавме таа доблест да почнеме формално во оваа форма за која што зборуваме денес пред 10 години и тогаш решивме да ние да се однесуваме како стартап. И мислам дека тогаш воведовме некакви принципи на работа кои што и до ден денес се очигледно признаени од типот да бидеме многу поврзани со индустријата,
во процесот на образование да нудиме практични вештини. Тоа, од друга страна, ние ги теравме нашите професори да работат на реални проекти, да ги охрабрувавме да формираат собствени компании. Ќе ве цитирам, не бе присутен, ќе ве цитирам, професор Владимир Трајковиќ, велите дека Финки беше при Државниот универзитет предвестник на поврзувањето и стимулација на стартап, меѓу другото, и поради општиот пристап дека значаен дел од професорите, 30%, имаат такви своји фирми кои работат, подучуваат, создаваат програми и така натаму. Вие имате или немате? Во моментов немам. Дали сум имал, сум имал. Добро. Повеќе од една, Тоа е внатрешната конекција. Како вие, како професор, успевате да ги следите светските трендови на овој пат? Како се поврзувате во ова време на дигитализација за заеднички проекти и заеднички тимски работи, бидејќи тоа не признава граници? Значи, како ги следиме така што веруваме во практична работа. Значи, не сакаме само да теоретизираме. Исто така верувам и верувам дека ова што кажам не важи само за мене, туку за генерално за поголемиот дел од наставниот кадар на Финки. Не веруваме дека сме најдобри, секогаш веруваме дека има некој подобар од нас и дека тој е подобар од нас, а може да учиме. Ако нема таков во државата, има таков во регионот, има таков на континентот, има таков на глобално ниво. И со таквата мотивација пробуваме да пристапиме до тие колеги и како и сите успешни луѓе кога ќе им се пристапи, тие се многу отворени за соработка, затоа што тие гледаат вредност во соработката која што може да даде оваа страна и тоа не е премногу тешко да се направи. И поради тоа можеме да се пофалиме дека имаме голем број на такви меѓународни проекти кои што не обезбедуваат постојан прилив на знаење од научните области, постојан прилив на актуелна работа за нашите студенти, на научни истражувања, но и во апликативни Што проекти. недостига во правна, во општествена, во образовна, за да ова стартап заедница добие импулс која нема да се сведе само на добро е тоа програмерите имаат 1000 евра плата, туку на иновативни проекти, на поврзување на бизнес заедницата со кадри, тоа што сега е модерно, така наречено дуално образование. Финки, например, може да биде класичен пример на образование, практична работа и на начин некаква заработка. Морам да ја коригирам, Финки нема дуално образование. Мислам дека формално Универзитетот на Југоисточна Европа имаше обидили воведе таков тип на образование. Меѓутоа, ние се тежнееме во пракса да пробаме да бидеме блиски до тоа. Исто така би сакал да ве коригирам, стартап заедницата по мене е погрешно да се идентификува само со програмери или со луѓе кои што развиваат некој тип на кои што имаат кодерски способности. Мислам дека стартап заедницата веќе ако сакаме на таков начин да дефинираме, подобро да дефинираме како апликација на таков тип на вештини во било кој сегмент. Сега гледам дигитален маркетинг и сите тие други работи, да не ги правиме. Сега, јас мислам дека кај нас недостасуваат две работи. Прва, Финки по мене идеален да даде подршка и тоа се случува на така наречената аутсорсинг индустрија. Тоа е кога вие имате техничко знаење и обезбедувате услови да се создадат тимови кои што ќе работат на решение за проблеми од програмерска природа било каде во светот. И таков тип на компании во последните 20 на години во Македонија постои и се развива. Меѓутоа, мислам дека она што сега недостасува и каскаме дури и позади регионот е продуктно ориентирани компании. Тоа значи ни фали место каде што студентите наместо да работат за некои други и тие некои други надвор од нашата држава ќе си ја земаат, како се каже, готката од тортата, може да се обидат сами да прават продукти кои што ќе бидат користени од целиот свет, пошто само пазарот светот би бил значи да излеземе од фазата на така наречена лон текстилизација, што би можело да биде и лон дигитализација. Токму тоа. Сега за тоа се потребни малку поинакви услови од тие што постојат сега. Прво, потребни ни се луѓе кои што се отворени да имаат знаење за маркетинг, за управување со таков проект, за продажба на такви проекти. Мислам дека ние кубуриме во Македонија со такви луѓе. Второ, неопходно е да се
прилагоди и системот за финансирање. Не е само да се добие инвестиција од некако фонд, туку е потребно, например, замислите, направите вие мобилна апликација која што се користи на секаде на светот. Милиони луѓе ја користат и прават илјадници трансакции секоја минута. Ниедна банка во Македонија нема тоа правно да го подржи. Зошто? Ради тоа што за секоја таа трансакција вие ќе треба да идете поединечно да оправдувате како прилив на средства и така натаму. Микротрансакциите не се поддржани од ниедна банка која што работи во нашата држава. Постојат такви стартапи во Македонија што имаат такви продукти, ама тие се приморани да се регистрираат како компании во некоја друга земја. И тоа отвара мал милион на друг тип на проблеми за трансферот на средствата и така натаму и така натаму. Имате впечаток дека на моменти ве третираат како криминалци кои имаат увоз на свежи пари од неидентификувано потекло на одреден начин. Па, може да сакал така да го кажам, ама да тоа јас го кажам во ваше. Да. Благодарам, толку е нашата динамика и благодарам што дојдете професор Владимир Трајковиќ, еден од професорите кои има конекции кон светот и ја развива димензијата на неопходноста од развојот на една оригинална стартап продукција во Македонија. И се разбира со него во некои други прилики ќе мора да разговараме, меѓутоа најмногу ме интересира меѓу другото како ќе успееме да ги привлечеме, да ги поврземе сите овие професори кои од овде прават имиња, се етаблираат на светските универзитети, но за тоа во друга прилика. И благодарам уште еднаш.